враќаме назад во нашето летно студио на Golden Beach во Охрид и како што веќе најавивме, со нас е првиот гостин Никола Митровиќ, викан за охриѓани можеби познат како Бебе, кој што Бабе, извинете. Вие важите за хроничар на градот и сте историчар и она што можевме сега во најавата да го слушнеме, Охрид нели се представува како град на светлината, бисер на Балканот. Но што за вас представува всушност Охрид? Како вие на некој странец кој што прв пат доаѓа би му го представиле градот? Прекрасно прашање. Најпрвин да ве поздравам и благодарност за поканата на оваа реномирана телевизија да бидам ваш гостин. Имено морам да потенцирам дека Охрид всушност секој треба да го доживее како бајка. Бајка која се живе, бајка која е динамична. Бидејќи и во мојата драма која пишувам и која е хронолошка укажувам на тоа дека секое место, секој камен, секој човек има своја приказна, своја историја, која е стварно интересна, не само за странците, туку и за домашните гости, бидејќи многумина не ја знаат целокупната историја на градот Охрид, а всушност и невозможно е да се знае целокупната историја на градот Охрид, бидејќи таа е многу бројна и токму на нас, хроничарите, историчарите, останува она доброто да го истражуваме убавото за градот Охрид, да истражуваме историјата на градот Охрид, со тоа да ја доближиме на некој начин и таа аура која има градот Охрид и на домашните гости, меѓутоа и на странците. Се разбира, Охрид и низ новините како архивист сум го читал дека главниот епитет кој го носел бил балкански бисер. Знаете, многу често знаеме ние да спомниме Втор Ерусалим или слично, меѓутоа сметам дека омилена асоцијација за Охрид епитет е балкански Ерусалим. Балкански Ерусалим, меѓутоа ние малци историчарите од еден аспект и се спротивставуваме на тоа, бидејќи Ерусалим на некој начин е седиште на три вери, а нашиот, ајде да така да наречам, Ерусалим, односно Охрид е седиште на она, би рекол, православна вера. Затоа многу често ние историчарите во пишаните документи го употребуваме епитетот балкански бисер, што и навистина е. И гледате, понатаму, ако одиме историски, дури и навистина произлегува од Охрид еден бисер кој е светски познат, а тој е Охридскиот бисер, така да затоа би рекол информиравме, имавме прилог од најпознатата и најстарата фамилија која што се занимава со производство на бисери. Меѓутоа, најчесто на рекламите за градот, сцените кои што може да се забележат се еве вакви од плажа, од забави, од можеби езерото, меѓутоа од некој не толку карактеристичен аспект за Охрид. Дали вие би се согласили дека градот треба да се представи на еден поинаков начин со сите негови природни убавини кои што ги поседува, или можеби легендите кои што кружат за Охрид? Одлично прашање и одлична констатација би рекол, бидејќи најчесто туристите кога престојуваат во градот Охрид нема многу време да ги поминат сите оние културни знаменитости на градот Охрид, а јас би ги споменал како првостепени и второстепени знаменитости. Некои се чудат и зошто на тој начин ги квалификувам, бидејќи навистина Охрид има толку многу бројни споменици кои не можат да дојдат до израз од оние првостепените, како што се Самуиловата тврдина, Античкиот театар и слично. Меѓутоа, ево, например, да спомнеме дека Охрид има прекрасна саат кува. Значи, многу ретко луѓето знаат, па дури охриѓани, дека Охридската саат кува датира од 1726 година. И има прекрасна легенда за нејзиното на градење. Така да, Охридскиот чинар, добро, веќе е познат, бидејќи се наоѓа на самото шеталиште, меѓутоа Охрид во одреден временски период дури поседувал и 50 охридски чинари. Подосна тие ден-денес се намалени, меѓутоа се уште ги имаме, значи не е само тој централен охридски чинар. Имаме уште многу такви дрвја со кои се поврзани легенди. Ево, например, ако ми дозволите, би спомнал за Охридскиот чинар дека постојат неколку варијанти. Едната варијанта дека тоа е дрво посадено токму од Свети Климен, бидејќи сметал дека тоа дрво е вечно и сакал токму тука, како лука на словенската писменост, таа вечност да подсетува дека тука бил и Свети Климент и слично. Од друга страна, пак се спомнува дека со турското освојување на Балканот, вклучувајќи го и нашиот град Охрид, тие на сите простори кои ги освојувале, офаќале, односно посадувале и дрвја, односно чинари, како еден вид
одбележување на територија каде се биле. И знаеле дека можеби таа империја нема да трае вечно, меѓутоа тие чинари како дрва оставаат трага. Дури и одредени научници се дојдени тоа од Италија кои потенцираат дека некаде периодот на староста на дрвеата, односно на чинарите во Охрид, токму се од тој период, односно од завадување на османлиите во Балканот, а и со тоа и во градот Охрид. Од друга страна, ако ми дозволите, јас би сакал да ја раскажам на кратко легендата за Саат Кувата и би советувал секој онај кој ќе дојде тука во градот Охрид, покрај сите овие значајни културно-историски споменици од прв степен што ги нарекувам, да дојдат да посетат и вакви споменици како што е и Саат Кувата. Именно Саат Кувата изградена 1726 година во Охрид и ден денес е во скоро автентичен лик. Меѓутоа, како настанава? Се смета дека еден локален бек имал болничка ќерка. Се трудел на секаде низ светот да најде лек. Меѓутоа, никаде не можел да пронајде лек за својата ќерка. Така еден ден шетајки низ старата денес турска чаршија, видел една стара женичка, билјарка, која всушност продавала лекови. Таа го потпрашава колку е часот бегу. Меѓутоа тој не ја одговорил. Повторно го прашава колку е часот бегу, па не ја одговорил. Го допрела и му рекол, вемувам зашто не ми одговарате, и рекол, не можам бидејќи сум замислен, имам мака, зашто се работи? Тој укажал дека всушност има болна ќеркичка и дека на секаде барал лек, меѓутоа никаде не можел да најде. Тогаш таа му истава дел од билките, рекла да ги свари, да направи еден чај и дека за брзо време неговата ќерка ќе биде излечена. Бегот увидел дека покрај се што пробал, не е на одмет и тоа да го проба. Па така направил чај и за чудо неговата ќерка била излечена. Кога се вратил да ја награди женичката не ја нашол тука. Одел цела недела да ја бара, не успеал, меѓутоа се сетил дека таа го прашала колку е часот. И во нејзино име, и во нејзина чест го изградил Саат Кувата, токму и ако се гледате и денес, таа се наоѓа над старата турска чаршија за секогаш да подсетува колку е часот. Колку е стара оваа приказна? Оваа приказна се провлекува од генерации во генерации, ова е усмено сведоштво. Ние не можеме да укажеме за усмените сведоштва колку се стари, меѓутоа си тоа како значајни. И да не е вистина, меѓутоа сепак е интересна тематика, интересна приказна која се надевам младите, ево, јас ја пренесувам, се надевам дека и преку вашава телевизија стигна до етерот, па повеќе мина и ќе ја да речем раскажуваат. Господин Митровиќ, на колку цркви се присутни, колку црковни храмови обележја во Охрид? Така, знаете бидејќи имам слушнато, тоа е исто како што велите вие, нели се пренесува од човек на човек, вели во Охрид активни може има помалку, меѓутоа вкупно има преку 200 цркви. Така. Мораме да констатираме дека постои би рекол ево уште едно усмено сведоштво или верување дека Охрид како таков балкански бисер, световен и од сите други можни епитети, постоеле скоро 365 цркви, би рекол за секој ден во годината скоро по една. Меѓутоа, вистината е малце поинаква, се разбира, тогаш не би бил Охрид би рекол туристичко место и со ваков начин на туризам, туку би бил можеби духовен туризам развиен. Денеска во Охрид и Охридско сигурно постојат околу 200 цркви, меѓутоа интересна е традицијата, јас тоа го проучував и во последно време, дека скоро секое село, иако можеби сега е би рекол поиселено селото, охридските села во Охридската околија, меѓутоа сепак луѓето се враќаат таму и градат или ги обновуваат храмовите кои постоеле низ времето, така да можеме да констатираме дека Охрид, покрај тоа што гледаме во секој домен се развива туризам, па и стопанство со тоа и слично, меѓутоа се враќа и она старото што би се рекло вистински духовен центар. Така, освен градот, бидејќи зборуваме за градот каков е, езерото важи за едно од најдлабоките природни езера.
Има ли урбана легенда за самото Охридско езеро? Постојат повеќе, меѓутоа мора да констатираме и мора да си го вреднуваме она што е наш. А тоа е дека Охридското езеро е едно од најстарите езера, не само во Европа, туку и во светот. Знаете, кога можете да абсорбирате такво нешто, значи вие треба да сте пресреќен човек, бидејќи вие на дофат нешто што е едно од најстарите езера во светот. Од друга страна, самото езеро поседува и такви ендемични видови кои всушност можете да ги абсорбирате само тука. Пред некое време во 1960 година во дописите прочитав дека дури се обиделе и хидробиолошкиот завод од Охрид да пренесе во Мароко дел од охридската пастрамка, во скоп на тогашна Југославија, па тие преписки за добра соработка и слично, се обиделе да пренесат и охридска пастрамка во Мароко, меѓутоа не успеало тоа. Самото тоа укажува дека постои некоја духовна врска сето тоа. Во однос на легенди за Охрид постојат, односно за градот, за Охридското езеро постојат многу. Едно е од дека Билјана оставила, односно пролеала многу солзи по саканата личност, па така се наполнало Охридското езеро. Меѓутоа што ќе објасни што е толку длабоко? Најверојатно длабока љубов била во прашање. Најверојатно. Да се насмееме. Кога веќе ги споменавте храмовите предходно, мене лично највпечатлив еден од верските храмов, еден верски храм ми е Крст џамијата во Охрид. Дали можеби ќе сакате да ја споделите таа легенда, односно приказна околу овој верски храм? Одлично прашање. Изненаден сум што ми го поставивте, бидејќи една од омилените можеби теми... најзапоставените верски храмови кога станува збор за туризмот. Една од омилените теми на истражување ми е токму и Крст џамијата. Меѓутоа, знаете што? Крст џамијата е изградена на многу интересен начин и постојат многу повеќе преданија. Меѓутоа, она што е уникатно за неа, во светов каде и да прошетате, немате да најдете џамија со такво име. Сега, дали постои крст горе или не, тоа е многу дискутабилно и постојат повеќе теории, односно, ајде да речеме легенди. Првата легенда е тоа дека всушност на тоа место каде што е изградена таа џамија требало да се изгради црква Света Недела. И започнале во време на турското робство да се гради таа џамија, меѓутоа штом стигнале до минарето, на најстариот мајстор секогаш му се јавувало на сон дека треба горе да стои крст, бидејќи на тоа место е укажано дека треба да се гради црква и доколку тоа не се направи, ќе има уривање на... Ќе биде срушена џамија. Ќе биде срушено, да. Од нејасни околности. И токму тоа се случило на 2-3 пати. И тогаш, всушност, најстариот мајстор одлучил да се стави еден крст на најгоре на минарето, за да види дали навистина ќе обстои минарето. И ево, ако одиме по таа легенда, минарето и до ден денес стои. Меѓутоа, постојат и доста историчари од градот Охрид кои го истражувале тоа. Еден повозрасен колега од Охридскиот музеј долго време истражувал и согледал дека всушност горе не се работи за крст, туку дека прие на семејна прослава испукан еден куршум и тој куршум ја го погодил токму звездата која се наоѓала на врвот и денес тој лик е добиен од тоа. Но дали ова е потврдено? Ништо не е потврдено, значи зборуваме за одредени некои легенди и некои тврдења од некои на учници, би рекол, или историчари. Меѓутоа, доволно е добро што Крст џамијата привлекува внимание, баш убаво што го поставивте прашањето и сметам дека понатаму во скоп и на заедништво и не разлика на верите би било добро секој кој доаѓа во Охрид да го посети. Сега станува збор за специфичен храм. Така, за крај сакам да ве прашам за оној дел кој што велат сите, зошто во Охрид постои недот холанѓаните? Која е легендата за холанѓаните? Што ги врзува холанѓаните и што всушност ги враќа постојано навек? Така.
Холанѓаните би рекол дека се секогаш добредојдени во градот Охрид, иако многу добредојдени се сите Како и секој што туристи. Да, меѓутоа тие се специфични бидејќи да речем на некој Постојат начин легенди. на некој начин го започнале туризмот. И затоа ние гледаме на некој начин симпатии, гаиме симпатии, можеби за нијанса повеќе бидејќи интересна е случката на кој начин тие доаѓаат во Охрид. Значи, постои еден холандски писател Ден Долар, кој... Чувствувам дека оно што го знам, иако никогаш не го потврдив, еве сега ќе ми го потврдите вие. Патувајќи низ Балканот, стигнал до градот Охрид. Тој пишувал еден роман, Свадбата во Охрид или Свадбата на 7 цигани, можете да ја најдете така во насловот. Тоа не е мој наслов, него на самиот писател, кој всушност кога дошол овдека, го согледал ова волшебно место и го пресликал со зборови во неговиот роман. Замислете, кога се вратил во Холандија, тој роман станал бестселер. И кога гостувал на емисии, ево вака контактни емисии, сите го прашувале како можел да измисли такви убавини. И кога тој укажувал дека сето тоа не е измислено, дека навистина постои, дека навистина постои таков град со божествена убавина и слично, привлекол толку многу внимание кај холанѓаните што започнале да доаѓаат во градот Охрид и од традиција, односно прераскажувањето на убавините прераснале во традиција, кои ден денес се кажуваат и се мотив за доаѓање од нивна страна. И верувајте, има доста и мешани бракови помеѓу охриѓани и холанѓани. Манески, имаш слушната оваа легенда? Не, реално за прв пат ја слушам, меѓутоа ова не е легенда, ова не е веќе легенда, ова е всушност како холанѓаните го ставија Охрид на мапата на нивните и морам да потенцирам за оние љубители на пишаниот збор дека таа книга ја има веќе во македонски превод и може да се купи низ книжарниците во Охрид и ако ја читате ќе видите дека ова што го кажуваме на вистина. И предпоставувам дека работите околу кои зборувавме сега многу повеќе за нив може да се дознае во вашите дела. Ќе го замолам колегата да ги овие дела од бисер во фамилиите Филеви и Талеви, Петар Чаулев, син на ВМРО и делата кои што се кај колега. Фотографијата како историско сведоштво за градот Охрид во периодот 1913-91. Тука има многу интересни стари фотографии од градот Охрид. И манастирот. И тоа е водич за манастирот Светинаум, кој е единствен само за манастирот Светинаум. Тоа е текстот е мој, меѓутоа фотографиите се на познатиот фотограф Милан Джинго. Тука некаде веќе го завршуваме овој разговор, тоа беше целото време кое што го имаме за овие легенди и интересни приказни околу градот Охрид, а вие почитувани останете и натаму со нашата програма. По кратката пауза се враќаме со следните гости во Студио 1. Летно издание на Студио 1, директно од градот на светлината и природниот бисер на Македонија, од 30 јули до 3 август. Сите дневни актуелности покрај крајбрежјето на прекрасното Охридско езеро. Во живо од Охрид, информации, анкети, анализи, теми, ставови, интервјуа, настани од општествен и забавен карактер, јавни личности во шоубиз, модни критики и детали од областа на